твоја телевизија. Почитувани гледачи, добро вечер. Добро ден дојавте по шести пат во серијалот емисии посветени на 24-тото светско ракометно првенство за мажи кое што се игра во Доха и во Катар. Ќе искористам прилика да ги поздравам и играчите во Доха, бидејќи денеска и сигурно знам официјално дека тие ја следат нашата емисија, да им честитам за пласманот во имам уште два надпревари, тоа никако не значи да ги се откажеме од тие надпревари или да ги отпишеме, меѓутоа за понатамошниот надпревар да им посакам многу среќа, денеска е убаво да се одморат. Што се однесува до нашата екипа таму, Зоран Мишевски и Томе Вучев, за нив нема одмор, и денеска се игра и тоа многу интересни надпревари, како на пример Полска, Русија, Данска, Германија, Франција со Исланд и така натаму, Шведска, Алжири, да не ги набројувам сите. И горе-долу до сега се очекувањата, според очекувањата одеше. Меѓутоа има овие Франција со Исланд не е завршени, Данска, Германија не е завршена, така да ќе видиме до тоа како ќе завршат тие надпревари. Меѓутоа за она што е веќе завршено, има што да кажат Зоран Мишевски, да видиме што има тој од неговото прво јавување од Доха, Катар. Русите станаа вистински мајстори за недовршени надпревари. Одиграа одлични први полувремења и против Германија и против Полска, дури против пољаците имаа можност на 5 минути до крајот да побегнат и на +3, но на крајот му дозволија на противникот да стигне до победа на 70 секунди до крајот со голот на Вишневски. 26-25 за организаторот на наредното европско првенство. Русите водеа во 75% од надпреварот. Ги имаа расположените ракометари на Вардар Шишкарев со 7 и Хорбок со 6 гола, но и тоа не им беше доволно. Сега се наоѓаат дури и пред елиминација. Ке мора да ја добијат Аргентина, доколку сакаат да проложат, но нема да можат подалеку од четвртото место во групата. И Полска не е константна, но Русија дефинитивно не покажа карактер по досегашниот тек на турнирот. Голема победа извојува Египет, кој што во духа и арената ја доби Чешка со 27-24 полувреме 13-10. Египјаните го контролираа резултатот играта во поголемиот дел од мечот. Го има Елахмар со 5 постигнати гола скоро сите кога се кршеше резултатот и голманот Карин Ханмади со 13 интервенции. Во чешкиот национален тим единствена светла точка Јакуб Хрска со 5 постигнати гола. Филип Јиха постигна 4, меѓутоа потроши многу топки. Очекувана победа на Аргентина против Саудитска Арабија од 32-20 полувреме 13-11. Во вечерниот термин се игра големото дерби помеѓу Данска и Германија. Франција е фаворит против Исланд, кој што нова светско првенство не блеска, додека пак Шведска би требало само во тренинг надпревар лесно да ги прокнижи бодовите против тимот на Алжир во Ал Саат арената. Интересни надпревари, резултатите кажав горе-долу според очекувањата, можеби чесите малце потфрлија, меѓутоа ако земеме во предвид дека тие и некоја промена прават на генерации, па тука е само Филип Јиха. Не би сакал за нив многу да говорам, да не губиме време, бидејќи повеќе сакам да елаборирам подоцна за утрешниот наш надпревар, нормално за нас што најповеќе не интересира Македонија Шведска. Меѓутоа, за да искористам прилика сакам да кажам нешто за Франција со Исланд, она што има барем прилика нешто да го видам за момент, и Полска Русија. Прво за Полска Русија само 2-3 збора. Русите повторно со Дибиров напреден, 5-1 одбранбена формација и добра турка. И она што е главното нивното русите добро доодат до некаде 50 и некоја минута, играат темпо, имаат темпо, го надигруваат противникот, добра реализација, фина одбрана се. Меѓутоа после тоа не знам што се случува, а никако Олег Кулешов да преземи нешто, дали да ја промени одбранбената формација во 6-0 одбранбена формација. Ги има и Пишкин и Евдокимов на средина по 2 метра и кусур, одлично играат во одбрана.
може и тие два, тако бедем со Игропуло и Житников на 2-5 да ја направи многу солидна, меѓутоа не знам зашто се случува, тој не ги менува тоа што го има зацртано, игра со Дибиро 5-1 одбранбене, на крајот пољаците успеа да ја пробијат, Вишневски од лево крило постигнува гол, меѓутоа она што е навистина мене не ми се допадна Атман на крајот на оно, бидејќи има русите 20 на 3, не знам, повеќе од 30 на секунди до крај и Атман од полубек со човек на себе, без скок, без ништо од Чекор шутира на диагонала Шмал, е премногу искусен голман за да пропушти таква да направи таков пропуст и тука го изгубија овој надпревар. Меѓутоа се на вистина добро играат русите. А зошто нема завршенца, тоа ќе оставам на нив да се да си го елаборираат. Друго сакам да кажам за французите. Французите се стандардно влегува Клод Енеста и Дидие Динар, нивен стручен штаб, со 6-0 одбранбена формација. Меѓутоа јас не согласувам со она што не знам Ѓоргоновски намотал и не знам кој дека само 6-0 играле одбранбена формација. Нарцис, Карабатич, Сорайндо и назад е братот, другиот Карабатич, заборава колку долго време го игра, исто и уште една формација, сакам да ќе ви кажам. Другата е Никола Карабатич назад, па Сорайндо со Бараше и Нарцис напреден, еве уште една за 3-2-1 одбранбена формација, а Нарцис знае да одигри 5-1. Така да јас лично, ево ќе се осмелам и тоа да кажам, во натамошниот дек, бидејќи она што го видов не ми се допадна, а сигурно на Клодо не ста уште помалку, што играа со Исланд, последното беше 2 разлика за Исланд, јас што го знам, пред да започнам емисијата, меѓутоа не ми се допадна играта, поготово во одбраната. А да не зборувам за нападот, каде што Никола Карабатич не е нему својствено, затоа што има навистина добра екипа. И покрај што не игра Бало, тука го игра Порти или Жоли, потоа има Бараше, Никола Карабатич од оваа страна го има Карамбе или Гребелје, па Гигу, Сорендо има навистина одлична екипа, да не зборувам за голманот, се не бите на Омеер во овој случај. Значи, не ја гледам, започнува фино со акции, не влез на десно крило на втор кружен напаѓач, па проигрување имаше на речи Бараше со Сорендо, неколку голови тука и лесно ја разбиваат одбрана. А како после тоа почна тоа солирање и ветер во едрата на Исланд, затоа што Исланд е екипа која што само трча. Валур Сигурсон, душа дало левото крило, тој е еден од најбрзите ракометари во светот за таква брза игра. И французите не знам зошто ја наметнаа тие таа игра брза и влегува самите во таа една машинерија на исландска, која што баш тоа и го бараат со Арон Палмарсон, потоа Петерсон да Гудјор Валур Сигурсон, Роберт Гунарсон на средината и тоа Арон Кристијансен е еден млад, меѓутоа многу добар тренер, солидно има склопено твојата репрезентација, меѓутоа игра топло-ладно. Да не биде денеска вечерва ова за премногу топло за французите, меѓутоа за тоа во текот на емисијата веројатно ќе го дознаеме резултатот. Нашите ракометари има што да кажат во врска со досегашниот тек од средбите, Зоран Мишевски и Томе Вучев на лице место ги задаа нивните изјави, па да видиме што забележа нивната камера. Поздрав од главниот град на Катар, Доха. Денес е 6-тиот надпреварувачки ден, а за македонската репрезентација вториот слободен откако започна надпреварувачкиот ритам. Денес избраниците на селекторот Обрван одмораа и ги имаа првите тактички подготовки за утрешниот дуел против Хрватска. Хрватска со која што не сме се сочиле уште од 1997 година, кога како олимписки шампиони коцкестите паднаа во Скопје. Па добро, тежок надпревар, знаевме дека ќе биде тежок. Овој надпревар многу значеше како за нас, така и за Босна. Нас ни отвора големи шанси за второто место и за првото место, така да нив им беше, мислам дека меѓу последните шанси за пласман да продолжат понатак. Добро не простудирале, видоа од кај доаѓа, видовме дека кога нас ќе ни го фатат малце посилно Кира и кога ќе ни го блокираат, знаеме дека потешко играме, поче очекуваме од него, сите чекаме на него и кога малце нема да има ден или ќе го сопрат, малце е потешка играта. Така да смогнавме сили, видовме дека, како што кажав, оваа репрезентација е искусна, видовме дека можеме и со лош ден, и со лоша игра, и со промашени шутеви, излеземе на крај кога е најпотребно. Момците одлично да игра како во нападот, така и во браната, секако исто. Значи од голманот па све до крај до крилата, феноменално. Мислам дека уште оваа генерација уште последниот збор не го има да каже. Хрватска?
Па ќе се спремам, значи мора сутре ме градим гради, да видиме нас до кај ни е силата. Хрватска е една од трите најдобри репрезентации во светот, да видиме до кај сме, што сме. Друг тип на игра, друго све, ќе се спремаме, па се надевам дека ако ја повторим играта со Тунис, мислам дека ќе бидеме на добар пат. Па добро, ние може и со второ место да избегнеме. Изгубите. Изгуби. Па идеме тогаш на прво место. Не, па нормално ќе влеземе максимално со Хрватска, како да ни е битен до натвора како денес со посла, зашто не, мислам, Хрватите не се бог знае што, не се Франција според мене, Франција е далеко поквалитетно од Хрватска, ќе влеземе максимално и ние, зашто не ја победиме, може ќе ни се отвори како со Тунис. Денес не изиграме кој знае што во нападот, оставивме резерва за со Хрватска, не намерно нормално, но сепак мислам дека има доста што да се поправи, поготово во нападот, така да ќе влеземе максимално ќе имаме. Хрватска, добро, јас кажав веќе во некој интервју дека имаме голем респект за таа екипа, значи тие се колку пати играле финала, полуфинала, олимпијади, светски европски првенства, имају голем предност, значи поискусна една екипа што подолго време игра завршници. Ама мислам дека може да се игра со секој, па така и со нив. Значи така на подготовки игравме со Франција и јас мислам дека сите ќе загубат 15 голови од Франција, ама не се случи така. Значи никогаш не се знае. Сите наши ракометари се здрави и оние кои што се нешто поуморни ќе имаат можност со преспиената ноќе и ментално да се подготват за утрешниот ден. Голем ден. Мечевите против Хрватска никогаш не се обични надпревари. Од 17 часот по средноевропско време во Духаил арената ќе го бркаме и првото место во Б групата. Од Доха Зоран Мишевски. Колку убаво звучи ова, првото место во групата. Што би дали останатите спортови во Македонија да се може да се пофалат 3 од 3 на едно светско првенство во групната фаза и да се бори за прво место. И уште ние да бидеме незадоволни, немаме право на тоа сигурно. Меѓутоа да бараме уште повеќе, тоа е човечки и особено јас сум тако барем оптимист и секоја сак. Меѓутоа малце подоцна ќе елаборирам околу тоа како е за Хрватска, она што мислам јас како да се игра, како играат и така натаму и македонската репрезентација и така натаму. Со тоа и да ги поздравам и нашите играчи во Доха кои што знам сигурно дека ќе ја гледаат утре оваа емисија. Меѓутоа тоа ми е најмалку битно, најбитно за мене тоа што се сите здрави, орни за игра. Свесни се да тоа дека колку се добива ако си прво групата го имаш најслабиот противник, условно речено, ако има такви на светското првенство од другата група, меѓутоа не е sejedno дали ќе бидеш прв, втори, трет во групата, тоа тие секако го знаат. Ме радува тоа што не се задоволни тие самите и што сакаат уште повеќе и уште понам. Бидејќи навистина е сега моментот на оваа генерација со полна сила да се влези во последните барем овие две групни надпревари и на 25-то на Господа биде со нас, па ќе видиме што ќе биде натаму. Секако нова светско првенство изобилува има и многу добри, убави потези, убави атракции, убави голови, така натаму. Ние издвоивме топ 5, па да видиме кои се тие.
Утре очекува, пред малку што говорев, за на еден од главните фаворити, не само во нашата група, и на светското првенство, тоа е селекцијата на Хрватска. Веднаш да одам со тоа, на пример, хрватите очекувам да почнат во нивниот стандарден состав, што значи од лево крило почнуваме, тоа е Штрлек, Бичанич, Дувњак, Копљар, Чупич, Вори. Значи, тоа е стандардниот, и на голот ќе биде Мирко Алиловиќ, тоа што го очекувам јас. Што е ова карактеристично за овај напад? За дел по дел секој ќе кажам сега за нападот нив. Чупич не е играч индивидуалец кој што може да оди во финта, како што има на пример Лука Бало и така натаму на негова позиција што игра, да не ги набројувам. Значи, тој чека позиција, меѓутоа е многу сигурен реализатор и страшно опасен на контранапад, е многу брз играч и сигурен реализатор. Само тоа е неговата врлина, меѓутоа не е многу добар во одбранбените задачи, што значи данашните леви крила, Деја Манасков или кој да биде Недановски на тоа, треба малку повеќе да се искористи тоа, да се активира со игра 1 на 1 од аут линија и така натаму, тоа подоцна ќе зборувам. Копљар, играч кој што во 80% случаеви оди на, кога има топка да доаѓа од десно крило, кај него, тоа ќе оди на финта десно, лево према средина. Значи, во 80, да не претерам и повеќе постои случаеви, Копљар ќе доаѓа на средина и тука бара шут. Меѓутоа, не е некој играч кој што сака многу шутови. Позитивното е што не е потрошач, мислам за хрватска репрезентација, позитивното што не е потрошач на топки, меѓутоа многу пати, да кажем ракометно, го молат за да шутира, иако е 2-10 висок. И меѓутоа, знае добро да одигра со Вори, знаеме кој е Вори, еден од најбрите кружни напаѓачи последните години, 2-0-0, исто висина, корпулентна постава. Дувњак 2, Бичани 197, значи Копљар, потоа кој ќе се вратиме, ќе видите одбраната кој ќе ви ја кажам, Гојун 2-0-4, тоа е бедем пред Хрватскиот, тоа е нивниот главна ударна тупаница утре очекувам одбраната. Меѓутоа друго ќе ви кажам. Копљар знае меѓутоа добро да одигра. Ова спона овде мораме да ја разбиеме, тоа е Дувњак Вори. Игра добро соработуваат. Исто така Дувњак од кога се префрли да игра во Бундеслигата е многу дрчан за голови, гладен за голови и така да шутира и од место, главна негова облика, од место, значи оди во лево, десно. Гарантирам. Од 10-7 финти ќе бидат ова што велам. Кога доаѓа топката од овде, оди десно, лево, десно и шутира. Во голем број случаи прва стетива меѓутоа има страхотен удар, лесно се каже во студио од овде, треба да се одигри, да се одбрани на него. Меѓутоа, бидејќи е многу истраен, нема некоја јака финта, меѓутоа таа лево-десно финта према средина, повратната финта му е многу опасна, затоа што многу снажно влегува, се спушта долу, а тука Ацо Јоновски нашиот има проблеми, Велко Марковски претпоставам така ќе почне барем да се играше Македонија во таков состав. Тука е опасноста со Вори. Меѓу Велко Марковски очекувам повеќе од полуутакмица да ја помини надпревар Вори овде меѓу овие двајца. И со Домагој Дувњак. Значи, потоа продолжеток на Бичанич. Бичанич не е играч, тој е исто така, рече се никогаш нема да дојде на широка позиција, за разлика од Копљар заборавив, кога доаѓа топка од лево крило Штрлек, потоа преку Бичанич и Дувњак со забот, кога доаѓа тука знае Копљар да оди меѓу 5 и 6 овде и ако не помине да проигра крило, тоа е друго. А Бичанич малце потешко, меѓутоа не е, да не зборувам дека е некој пацер и така натаму, меѓутоа многу солиден играч, многу добар играч и исто така знае и да одигра со Штрлек. Меѓутоа исто така она што Копљар го прави во многу случаи, не многу, меѓутоа знае да врати топка на Чупич или Хорват на десно крило. Бичанич исто има со Мануел Штрлек има добра соработка. Штрлек е играч кој што сака да влезе на втор кружен напаѓа, Чупич и Хорват потешко. Меѓутоа Штрлек е тој што може да влезе и тогаш се извлекува овај Вори, се извлекува или на позиција 2 или дури на позиција 1. Зошто? Затоа што овде нашиот крилен играч кој да биде, дали е Георгиевски, кој да биде многу во пасивна ситуација во однос на Вори 2 метра и затоа е многу опасноста, затоа што овој напад е многу опасен на хрватите со двата кружни напаѓачи, видите да секој има, доколку има повратна топка пасивен опасно. Доколку нема прекин, се разбира. Доколку има прекин секој биде во ред затоа што и овие стигаат да затворат на свет. Така да има оние што се главните работи бидејќи немам време, можам да ви го зборувам долго за играта нивната, меѓутоа бидејќи немаме и времето не гаси, ќе ви кажам само уште за одбраната на Хрватска. Ја напоменав дека играат од оваа страна, да почнеме Чупич,
очекувам овде да игра Вори, а не како што имаме обичај да го гледаме да Гојун и Вори, меѓутоа очекувам Вори да одигра на 2, потоа да биде Копјар, Гојун, овде е шансата. Тука ќе биде Домагој Дувњак. И кој да биде на оваа ситуација нема некој адекватно, квалитетно, многу решение Славко Голужа. Овде е нашата шанса во нивната одбрана. Тука ние знаеме дека сме најсилни, значи сега кој е тој, како ние ќе го искористиме ова нивна слабост за Домагој Дувњак. Не, без разлика тоа можеме ние и Домагој Дувњак и да спречуваме, меѓутоа со тоа ќе го замориме, а тоа е срцето и душата на репрезентацијата на Хрватска. Дури јас да сум во резервна некоја варијанта и кога сум во неприлика, јас би му играл фластер, меѓутоа не класичен да ми излечат на центар, па овие 20 да не разбијат, него на 10 метра тука, да нема игра Домагој Дувњак, да нема контакт многу и да не може во трг да прими топка, тоа му е многу битно кај него, да прими и да ги разигрува кружниот напаѓач и играчите. Меѓутоа тоа е работа на нашиот селектор. Меѓутоа сакам да кажам со тоа што ќе го замориме ние во игра. Ностоп притисок бидејќи не е седно се игра против Кирил Лазаров на позиција број 5. Сега, со тоа што ќе го даваме, можеме да очекуваме 45-50 минута и нешто повеќе од тоа, Дувњак веќе помалку и нормално да паѓа. Јас сум сигурен дека Голужа ќе најде и запамета што ви кажа дека во одбрана ќе го одмара. Тука ќе дојде Муса, па ќе има ротација, затоа што Желко Муса е извореден играч, и тој 2 метраш, кружен напаѓач, кој што помага многу во одбрамените, во овие одбрамени формации, така да очекувам за тоа. Меѓутоа сепак секој момент кога ќе го притиснеме хрватите и да го видиме дека е на Дувњак, треба тука да биде нашиот напад. Исто така Гојун, втората слабост. Значи, ова левата страна одбрамена Хрватска е нашата шанса. Затоа што Гојун е 2.04, меѓутоа многу спори нозе, а многу желен за контакт и многу пати, често пати против Миркуловски, например, многу тешко ќе игра, затоа што Миркуловски многу понизок од него и има проблеми со тоа Гојун и заработува многу исклучување. Ако, например, се случи тоа првото полувреме да има едно-две исклучувања, веќе е разнишена системот на хрватите. Најопасно нивно оружје секако Штрлек и Чупич, контранапади, страшно брзи крила и знаат да одиграат. Уште една наша шанса, Алиловиќ. Во сегашниот тек од првенството е душа дал за нас. Многу е во слаба форма, слабо брани во Веспрем, нема минутажа. Јас колку што го видов новиот надпревари до сега не ја подигна нешто квалитетно формата, меѓутоа и Ивич, неговиот замени е многу млад голман, не знам кој беше идејата на Славко Голужа, тој си знае подобро од мене, да го доведе еден стар искусен и еден многу млад и голман и сега дали тој нема доверба или му даваше минутажа за да влезе Алиловиќ полека во ритам во текот на светското првенство, ќе видиме. До сега Мирко Алиловиќ како што беше не е тоа столб на репрезентацијата на Хрватска. Значи, смирена игра, да ги умртвиме прва, без разлика дали сме дале гол или не. Враќање назад, спречување на контранападот, прва и втора фаза и полуконтранапад имаат продолжен напад. Во тој продолжен напад Домагој Дувњак е многу опасен затоа што крилата и да не успеат кога ќе истрчаат напред. Домагој Дувњак доаѓа према средина, од овде се отвара и во полн залет. Во полн залет со блокада на било кој да е од овие, да е Вори или Муса да е во игра, со блокада. Запаметете го ова. Во десна страна со блокада оди страшно на шут или проложува топка на десната страна. Значи тоа му е во главном играта, она што може, барем во кратки црти, колку што ми дозволи времето, да го дали сум право ќе видиме во утрешниот надпревар. Јас мислам дека доволно го елаборирав ова и со совети дека со мирна игра и стрпливо да ја чекаме 50-та минута, не првата минута. Првите 5 минути ќе поминати така и вака. Од 50-та до 55-та до 60-та минута тога се крши резултатот и доколку издржиме до 50-55-та минута да биде стани падни егал надпревар, со некоја си свежина и кај нас, затоа што и тоа го имаме елаборирано неколку пати, имаме не една варијанта, ние неколку исто варијанти да одмараме по 5-6 минути наши играчи, имаме сега клупа. Тоа ќе биде се и се што може да се случи, барем од онаа форма што ја гледав Хрватска во досегашниот тек на ова светско првенство, а не имала работа се биде прво групата. Мислам доволно за ова имавме, сега мисламе време за нашите коментенти, односно реклами. Трио Плюс,
Дисконт за алкохолни и безалкохолни пијалоци на 3 локации во Битола, Прилепска кај Ак-пазар, кај Девојот и на улица Далматинска во Пазарот. И на уште една локација во Ресен, на улица Ленинова, наспроти Пазарот. Трио Плюс на едно место. Најголем избор на пијалоци. Дамбој инженеринг. Продажба на станови во изградба. Продажба на готови станови. Изградени со најнова технологија, со сопствен паркинг простор. На локација улица Ѓорче Петров кај градинката Пролет во Битола. Дамбој инженеринг. Ние ги градиме домовите на среќните семејства. Елеганција. Квалитет. Креација. Класика. По ритмот на животот. Линкести. Просперо ви нуди ПВЦ подови, ламинати од германско производство и трослоен паркет со врвен квалитет. Просперо во Прилеп и Битола. Организаторите на ракометното светско првенство во Катар објавија креативно видео во рамките на кампањата за привлекување публика во мундијалските сали. Со оваа реклама, тие сакаат да ги поттикнат заинтересираните да бидат брзи и да купат билет преку интернет, затоа што надпреварите се секогаш поубави во живо, отколку на телевизија. Уште на стартот беше очигледно. Катар вложи огромни пари во подготовките и организацијата на светското првенство во ракомет, но потврди во едно – публиката. Веќе неколку денови трите сали се речиси целосно празни. Така во салата Лусаил со капацитет од 15.000 гледачи, просечната посета е околу 3.000, додека најмала посетеност има во салата Духаил, просечно 1.000, иако капацитетот е 5.500. Катарците практикуваат на ракометните надпревари да плаќаат работници од Бангладеш, кои таму ги има многу, со цел да ги наполнат трибините. А за 2 часа гледање би добиле сендвич, сок и $10, откри Ненад Клајд, кој како тренер неколку години работи во Катар. Интересна е изјавата на еден шпански навивач Хозе Манолас, кој на првенството престојува на сметка на домаќинот. Не верував кога добив покана 3 недели бесплатно да престојувам во Доха и да навивам за својата репрезентација. Платени ми се хотелот, патните трошоци, храна, па добивме дури и бесплатни влезници. Доха е главниот и воедно најголем град во Катар, а воедно најголем економски центар во земјата. Повеќе од 80% од населението во Катар живеат во Доха и околината на градот. Градот е и седиште на многу административни институции во земјата, помеѓу кои и владата на Катар, на чие чело е шејхот Хамад бин Халифа, кој всушност е емир на Катар. Во Доха има и образовен град кој се простира на површина наменета за истражување и образование. Градот Доха е основан во 1850 година, а првото име на градот било Елбида.
Со пронаоѓањето на црното злато, Катар стана еден од најголемите производители на нафта во светот. Денес во земјата се произведуваат околу 800.000 барели. Во 1971 година, по прогласувањето на независноста, Доха станува главен град на независната држава Катар. Населението во Доха го сочинуваат голем број на имигранти, при што катарците се малцинство. Во Доха има голем број на спортски стадиони, од кои повеќе беа реновирани во подготовките за 15-тите азиски игри кои се одржаа во декември 2006 година. Ракометната спортска сала Духаил, каде се одржува светското ракометно првенство, била изградена за само 13 месеци, а комплексот после првенството ќе припадне на Катарската ракометна федерација. Ова е втор пат светското првенство да биде одржано на Блискиот Исток, по првенството во Египет во 1999 година. Дури сега, во втората надпреварувачка недела на светското првенство, голем дел од ракометните професионалци, барем оние кои што доаѓаат од Европа, го фатија ритмот и динамиката на катарскиот живот. Без разлика што некои пристигнаа многу порано да се аклиматизираат, меѓу нив и македонската селекција 5 дена пред првиот надпревар против Тунис, сепак во првите неколку дена сите имаа проблеми со ритмот на живот. Прерано станување, ран доручек, веднаш потоа набиена агенда пред се заради патувањата до салите каде што треба да се извршат тренизите. Мало време за одмор. Тоа се главните проблеми на момците на ивица обрван. Затоа некои од нив дури се жалеа дека око не слопиле. Селекторот на нашиот национален тим, како и Борут Мачек, јавно проговорија дека помалку хаотични се термините за одржување тренинг. Дури и Обрван мораше еден тренинг да одложи, бидејќи во 9 часот изутрина или пак 2 часа порано посред европско време, не може најдобро да се подготви еден надпревар во кој нема слободен ден. Но сето тоа ќе биде минато кога надпреварувањето ќе влезе во втората фаза, а Македонија ќе биде таму. Ќе останат само 16 од 24 репрезентации, бројот на садите ќе се намали од 3 на 2, бројот на слободни термини за одржување на тренинзи исто така ќе биде далеку пофлексибилен. За разлика од нешто по-хаотичните услови во салите, во Мериот хотелот во центарот на Доха се е перфектно. Ретко кога нашите професионалци уживале такви благодети какви што нуди катарскиот врвен хотел во кој што уште хрватските, босанските, австриските, туниските и иранските репрезентативци го подготвуваат мондијалот. Со оглед на тоа што без разлика дали ќе се борите за медали или не дај Боже ќе играте во президент купот за пласман, ќе останете најмалку до 28 јануари, ќе се за домаќините со катарските услови на живот. Уште еден резултат, што току дознав за дека Исланд и Франција одиграа решено 26-26. Лично за мене е изненадување ова, бидејќи знам со французите со какви амбиции, каква селекција, спремни и со какви се амбициите за светската титула на ова светско првенство и против еден Исланд кој што е страшно незгоден, секогаш бил и ќе биде и таков. А друга работа што има поклон од ИХФ да игра на ова исто како германците, и како што има и една, ќе ви кажем тоа една теорија има низ Европа проверува дека дури имало договор за тоа, знаеле уште пред година и пред 2 години овие година нешто две, Германија поготово дека дека ќе добие вајлд карта за ова светско првенство, па во мир да ја спрема репрезентацијата, меѓутоа јас не би сакал во тоа да навлегувам. Ние имаме поубава и поголема грижа за утре во 17 часот да се представиме во најдобро можно светло, да си ја добиеме Хрватска, да застанеме на првото место. Да напомнам пак на првото место на на табелата, со тоа што ќе си добиеме полесен противник за вториот круг. Со такви желби, јас ќе ве оставам, ќе ве повикам за оние кои што сакат повеќе информации на tera.mk на нашиот портал, а на останатите ќе ви посакам пријатна вечер со програмите на Тера телевизија.